Дојдено ли е времето за трета политичка опција и колку таа може да биде сериозен политички субјект? На оваа тема разговараме со Петар Атанасов од новото политичко движење Македонска модерна. Господин Атанасов, добре дојдовте во студиото на Република. Добро најдов. Македонска модерна. Зошто и што тоа ќе донесе? Македонска модерна е движење кое ќе се обиде да изнедри една нова политичка сила, една структура која ќе направи се да влие врз политичката сцена во државата. На кој начин тоа би го направила? Мислам дека имаме стратегија, имаме луѓе, имаме идеи, мислиме дека полека ќе треба да ги отвориме сите наши важни прашања, да видиме што се случуваше овие 30 години, а добро знаеме дека не ни одат работите добро, и да видиме каде оди државата во наредниве 10-20 години. Нам во овој момент владата и оние што имаат најголема мок не ни нудат решенија. Ние сакаме да понудиме решенија, сакаме да ги отвориме картите, сакаме да влијаеме врз начинот на кој се одвиваат работите во државата. Не сме задоволни од функционирањето на институциите на системот, не сме задоволни како се трошат парите и не сме задоволни од процесот, така наречениот процес на политичка поларизација. Ние мораме да научиме во оваа држава пред се да соработуваме и во политиката. Не може 2-3 политички партии да бидат, како да кажам, по вокација непријатели, да се борат на избори и после изборите таа партија што победува да владее неодговорно и бескрајно и да не ги интересира што има друго на политичката сцена. Нас институциите ни се испразнија, политиката се еродираше и ние всушност мислиме дека оваа влада и овие 5 години не се добар начин на владење. Сакаме да го јакнеме политичкиот центар и сакаме да ги обединиме сите општествени сегменти и луѓе со идеи на кои би им било драго оваа држава да тргне по вистински пат. Така, велите дека ќе делувате во политичкиот центар. Дојдено ли е времето за трета политичка опција? Кај нас некако тешко успева, тоа што времето на Тупурковски сме немале сериозна трета политичка опција. Владе мислење дека нема место за трета политичка опција. Има ли место од колата? Но ние сакаме да направиме нова политичка опција, не трета политичка опција. Затоа што очигледно од овие две главни политички опции што постојат нема соработка. Не одиме напред. Имаме избори, колку пати имавме? 7-8 пати избори имавме за 10-15 години. Подобро ли живееме? Подобра ли е државата? Кој процес се промени? Сакаме да го освоиме политичкиот центар, затоа што левицата или оваа структура што е во владата, која е социјалдемократска, не ни нуди решенија. Политичкиот центар е празен. Дали во политичкиот центар се проблемите на граѓаните? Дали во политичкиот центар се процесите каде што нам треба да ни донесат подобро живење? Мислиме дека има место за нова политичка сила, нема да биде лесно. Мислиме дека нема да оди баш онака преку ноќ, но сакаме да видиме луѓе со идеи, сакаме да видиме околу нас луѓе со име и со презиме. Доста градевме структури со многу бројки, кои воопшто не променија нешто на подобро во општеството. Но како движење тешко да може да ги остварите вашите цели. Ќе прераснете ли во партија? Се уште е рано за одговор на тоа прашање, но амбициите ни се големи и амбициите ни се да соработуваме со сите што сакаат да направат ова нова политичка сила. Отворени ни се вратите, имаме комуникации, мислам дека има добри вибрации во општеството и секако една нова политичка сила ситуирана во центарот и можеби малце налево, мислиме дека ќе собере и луѓе, идеи, општествена енергија. Навистина мораме да направиме обид да ја намалиме острицата на оваа политичка поларизација. Борејќи се две силни, остри, поларизирани структури, губи само државата и општеството. Затоа што големите прашања никогаш не може да ги реши само една влада или само една структура. Мораме да седнеме да соработуваме. Значи не исклучувате можноста на следните избори да учествувате, без разлика дали ќе имате партија, можеби со како листа да учествувате. Па големи се шансите, имаме амбиции на следните парламентарни избори да се појавиме и да освоиме повеќе пратеници. Се разбирам, не сами, но времето ќе покаже дали сме во право. Сакаме да раснеме, веќе сме на терен, разговараме со луѓето не се задоволни, луѓето имаат проблеми и прашања
Како може најдоходовни бизниси во ова општество на главните булевари во Скопје да имаме само лихварство, обложувалници и казина. И позади нив имаме едно чудо нови кафеани и аптеки. Значи ние имаме болно општество. Кафеана, кафули и обложувалници. Значи ние имаме болно општество. Значи не се добри процесите. 30 години ние го загубивме патот. Јас мислам дека овие што се неколку луѓе напред во овој момент во државата немаат визија каде оди оваа држава. Значи мора да може поинаку, мора да може подобро и мислам дека имаме и луѓе и сили, но можеби сме погрешно распоредени во општеството. Така, велите не можете сами, ќе соработувате со други. Дали како ваш партнер го гледате градоначалникот на Куманово Димитриевски, кој исто како вас формираше слично вакво движење? Не ја исклучувам таа можност. Јас со Максим Димитриевски многу добро се познавам, ние сме пријатели. Говорите на неговите Па да, се појавив на еден од главните митинзи во Куманово, имаме блиски врски, но ќе треба да седнеме да направиме план и програма или не само со Максим Димитриевски неговото здружение, гледам и други здруженија има во Македонија. Има повеќе мали политички партии во центарот кои им служат на големите партии само за бројки. Но немале до сега сила тоа да го направат. Ова здружение на Максим Димитриевски во овој момент најпопуларниот политичар во државата, во Македонија. Нема попопуларен политичар. Но за да се освои власта, да се влезе во парламент, да се направи влада, треба малку посериозен пристап и мислам дека можеме тоа да го направиме. Ја би работел и со сите општествени сегменти кои сакаат промени. Значи не може ние само да се потврдиме на гола политичка сила. Нас не владеат мали групи во државата, во општеството, кои имаат своји корумпирани тимови, кои не третираат као клиентела. Значи политичките партии, освен што граѓаните ги третираат како клиентела, нив ги третираат и малите политички партии како клиентела. Па албанските политички партии се клиентела, со тоа што една од нив знае многу умешно да преговара и да успева да го освои таа политичка мок и да преговара со било кој е носител на владата. И тоа не е добро. Така, токму Димитриевски доказ дека може човекот како индивидуа да го победи СДСМ на свој терен. Значи, апсолутно он беше сам против својата долгогодишна партија, но и против сите други. На парламентарни избори ќе треба да се настапи со една сериозна програма, но и со луѓе. Максим Димитриевски, Македонска модерна, можеби и други структури и луѓе, индивидуи, поединци. Македонска модерна во овој момент се гради како политичко движење и идеја на поединецот, на човекот, на животниот простор. Нам ни е главна цел политичка интеграција во државата и поделбите. Поединецот е поважен од партијата. Значи не ја исклучувам таа можност, веројатно времето ќе покаже како и на кој начин тоа би се случило, но заеднички настап на повеќе луѓе и идеи не е исклучен, затоа што само така може да се освои политички простор. Така. Јавноста ве знае како поранешен заменик министер за образование. Како ги оценувате денешните состојби во образованието? Се чини како никогаш до сега владее хаос. Па хаосот во образованието владее затоа што образованието никој не го води, нема стратегија и не се знае каде оди. Имавме еден обид за... Тоа го рековте за министерката Царовска. Да, апсолутно. Јас влегов во политичка битка со тој предлог и во собраниската дебата и на сите други места. Тоа беше една импровизација, една точка во еден систем. На образованието му треба тим кој знае каде го носи, но тој тим да биде, како што викаат американците, bipartisan. Значи мора да имаме заедничка согласност. Немаме во образовниот систем деца на СДСМ, деца на ВМРО, ДПМН и деца на ДУИ. Па сите деца се таму. Значи во образованието, во здравството мора да имаме заедничка идеја. Во овој момент нема согласност за големи реформи од во нити една поголема политичка сила што е вон владата. Владата во овој момент или министерот за образование Јетон Шакири подготвува измени на законот за високо образование од 2018 година, кој е катастрофален, кој повторно ќе го врати универзитетот или јавните универзитети многу години наназад, кој е еден обид на мала врата да се врати мокта на ректорите и кој воопшто не е дискутиран на телата на универзитетот каде што јас припаѓам. Значи не може предлог на интеруниверзитетска конференција, не може предлог кој не е дебатиран. Јетон Шакири, министерот за образование, да го стави на маса на владата, а тој предлог да не го споделуваат професорите,
експертите, луѓето кои сакаме подобро образование. Значи се прави обид повторно да се намали квалитетот во високото образование и тие процеси не се Да добри. ги разгледаме подетално проблемите. Дојде ноември нема учебници. Па затоа што системот не работи добро. Децата учат од скрипти. Па учат од скрипти, учат од фотокопии, некаде и ги нема. Еве тоа е доказ дека не функционира образовниот систем. Начинот на кој се избираат министрите на вакви сектори навистина не ни носи ниту квалитет, ниту прогрес. Доаѓаат министри на сектори кои не знаат дека постојат или што има внатре или со кого ќе се работуваат. Можеби позицијата министер е политичка функција, мора да има поддршка од владата, но недозволиво е министерот да не го познава секторот. Не може да поминат, се извинувам, 3 до 4 месеци министерот да се запознава со секторот. Во овој момент влада хаос во образованието, владата прави некои обиди да обезбеди финансии за редовно функционирање, релативно доцна, но внатре во образовниот систем луѓето се немотивирани, незадоволни, децата не учат, наставниците не го прават тоа што треба да го прават, родителите се незадоволни и нашите деца легнуваат, стануваат, сонуваат за да избегаат оваа држава. Ние не направивме обид да им го направиме помодерно образованието, не направивме обид да им го доближиме светот, ние се бавиме уште со проблеми од пред 50-100 години. Значи ние мора да се занимаваме и да нудиме решенија за современи проблеми. Современите проблеми се денеска на граѓаните, не се само на овие политички партии кои на вистина мислам дека треба да почнат да се менуваат. Колку корона ти работата од дома придонесе за ваквата состојба? Работата од дома на наставата? Да. Апсолутно е тоа пат. Ние докажавме преку истражувања, преку се она што се случуваше, дека и онака просечното образование доживеа уште поголем пат во овие 2-3 години и ние треба да го достигнеме прво на она што го имавме пред 3-4-5 години за да продолжиме таму. Сега Министерството за образование најавува намалување на време тренењето на часовите како една од мерките за штедење. Вие на тоа реагиравте? Па тоа е уште една погрешна одлука. Како можете да намалите часови? Зошто би ги намалиле часовите? И онака се часовите премалку, и онака децата не излегуваат од образовниот систем полни со знаење, со мотивација, со вештини, нашето образование не е практично. Нашите планови и програми не им даваат на децата тоа што треба и уште кратењето на часови ќе биде навистина една лоша работа. Ние не ги ослободивме наставниците да работат својата работа. Се уште е двојно запишувањето и електронско и хартиено. Наставниците мора да се постојано со поддршка. Институциите што гравитираат околу Министерството за образование не им даваат директна поддршка на училиштата. Сега тука ги имаме и општините, па имаме добри градоначалници, лоши градоначалници, некаде имаат добри финансии општините, некаде немаат и влада еден општ хаос. Кога сме кај учебниците, покрај тоа што ги нема во многу учебници се случуваат грешки. Зошто тоа се случува? Имаше утнати знамиња на земји. Зошто се случува тоа? Па веројатно има причини. Брзање, несоодветни комисии за евалуација, технички грешки, недобри автори на учебници. Има многу грешки кои може да се случат во текот на. Затоа процесот на печатење и авторизирање на еден учебник е долг. Че треба да се провери, да се оди во практика, да се види дали е добар, да се прават измени на време и тој учебник да влие врз 1, 2, 3 генерации. Мислам дека некако кај учебниците заглавивме, иако учебниците се само еден од факторите на квалитетот. И премногу често се менуваат. Ние ги памтиме дури кориците од учебниците на кои сме учеле. Некои се менуваат, некои не. Некои учебници во гимназиското образование се од 92-93 година. Така што е различно. Некои од учебниците во средно стручно образование не се ни создадени. Едно време јас додека бев активен, мислам дека беа над 200 учебници фалеа. Сега тоа се учебници за мали групи, за мали класови. Но чини образованието, нема бесплатно образование. Процесот овие 20 години покажа дека приватниот капитал во високото образование не ни донесе ништо добро, дека државата не ги води квалитетно процесите, дека немаме согласност заедничка за која програма, каде ќе оди, колку ќе оди и мислам дека го испуштивме возот. Како овој процес може да застане и да се врати во некоја позитива? Веројатно може, потребни се и луѓе и напори.
Пред неколку месеци се формираше тело за реформи во образованието. Имате информации, функционира ли тоа тело? Беше многу критикувано дека беше составено главно од албанци. Па од овие што го расипуваат образованието не може да го поправат образованието. Не се работи само за албанци. Се работи за врвни позиции политички во државата, кои веројатно овие што го формирале тоа тело сметаат дека од нив сега сите ќе се исплашат и ќе почнат да прават нешто подобро. Образованието е процес кој дневно тече во една училница, во еден објект, во некој град, во општина. Чи тој човек што е таму со тие деца, тоа е образованието, не со образованието овие министри, овие премиери што седат овде. И они не сваќаат дека со политички одлуки, со политички проекти не може да се оди напред. Треба искрено да се сака да се промени образованието. И здравството е слично. Приватизацијата пак во здравството донесе квалитет, ама тој квалитет не може да се го допуштат 80% од граѓаните можеби. Затоа што една сериозна мала држава како нашата мора да има и финанси, и луѓе, и можност образованието и здравството сериозно да ги води. Да не се лажеме, квалитетот во приватизацијата во здравството донесе квалитет на услугите. Но прескапи. Но прескапи и треба да се тежне квалитетот од приватното да може да му парира и државното здравство да му парира. Тогаш ќе бидеме... Па квалитетот во приватното здравство е од јавното здравство? Луѓето се зема од таму и се однесува во приватното здравство? Нема тука некоја многу голема, не знам, дефиниција? Нема никаква разлика, не значи дека... За разлика од здравството, каде што платите на специјалистите и и на кадарот беа добро ситуирани, во образованието тоа не се направи. Може би на некои универзитети, може би на некои факултети, каде што има многу повеќе студенти, но образованието во целина многу помалку беше финансирано од здравството. Здравството многу повеќе. И се уште луѓето не се задоволни од здравствените услуги. Еве читам дека мамографија со месеци не може да си дозволат обичните граѓани. Па што да прави тој човек кој не може да си дозволи, не знам, 100 евра за снимање, за мамографија, за ехо, можеби. Значи тоа е недозволиво. Што ќе ни е нас квалитет или каде е тој квалитет ако не може 80% од граѓаните да си го дозволат тоа? Во големите држави, можеби овие процеси на приватниот капитал им донеле некои бенефити, но во помалите држави не е невозможно да се направи да функционираат. Тие се луѓето, тие се професорите, тие се експертите, само треба една подобра организација. Но треба за тоа, нели, и волја и желба. Години не ги реформиравме ниту здравството, ниту образованието. Па има обиди, ама нема резултати. Нема резултати. Ова што го гледаме денес не е добро. Така. Господин Атанасов, да се вратиме на политички теми. Моментално најактуелна политичка тема е уставните измени. Се одржа лидерска средба, помина како што помина, се чини власта дека нема 80 претеници за уставни измени. Како ќе тече работата? Па тука има повеќе прашања на кои јас сум се изјаснал и јавно, но има прашања за кои треба да се дебатира, да се отворат картите. Значи, ние како држава мора да ги решаваме проблемите. Значи, проблемот со Грција прескапо го плативме. Тоа е факт. Проблемот со Бугарија Повеќе не чини уште поскапо. Не чини очигледно некако ни прво не троши, второ ни создава политички немир, фрустрации и трето не огледаме крајот на тој процес. Значи, како да се соработува на тоа високо ниво за да се реши проблемот, прашањата или она што се бара од нас во однос на Скопје и Софија и Брисел, не знам. Може би има некоја магична формула, но јас навистина исто го делам ставот со опозицијата дека не може резултатите од историската комисија нам да не бидат услов за да одиме понатаму во евроинтеграција. Иако власта сака тоа да го релативизира, тоа е условот. Не беше услов во договорот. Тоа не се купев. Нити во договорот што ВМРО-ДПМН го донесе, нити во договорот што СДСМ го изгласа, нема дека резултатите од историска ова што се случува со историската комисија е уцена. Ние сме соочени со уцена во однос на некакви геополитички состојби и ние сега не тука треба да правиме некакви компромиси кои нам не ни носат ништо добро. Во однос на решението за бугарите во преамбулата ќе бидам директен, неколку пати сум зборувал, ќе повторам. Нашиот проблем што Софија, дозволивме на Софија во Брисел да отиде со документ на кој пишува дека 140.000 македонци се изјасниле дека се со бугарска свест и со бугарски корени и тие ги представува како бугари од Македонија. Пописот не го покажа тоа. А сака ли да признаеме или не, тоа е факт? Пописот не го докажа тоа. Дали бугарите како мала заедница на кој начин ќе ги решаваат своите прашања, тоа е веќе дебата и ни требаат одговори. Но очигледно дека во Софија исто се вознемерија духовите од минатото, кои нив
исто така не им носат некаков политички бенефит, се служи за домашна употреба тоа, за избори, гледаме дека ни една влада не може да формираат. Кај нас исто така можеби не пасивноста на владата, но ние ништо не бараме. Ние само молчиме и ги исполнуваме желбите на некој од соседите. Ние мораме еднаш јасно и гласно да отидеме во Брисел да кажеме до тука може, до тука не може. Ние сме подготвени да го направиме ова, но не сме подготвени. Но ние постојано ја спуштаме летвичката. Како што ќе ја спуштаме се повеќе поголеми ќе бидат? За мене последната летвичка е дека ние од 1893 година до денес нема за што да преговараме со никого. Имаме една генеза историска, имаме национална генеза, имаме корени и тоа што сме го создале, на кого треба да го дадеме. Ние сме се разбудиле 44 да побараме почитување за тоа. Не се работи дали ќе соработуваме со бугарите или не. Значи во Бугарија веројатно има и здрави разумски сили и луѓе што сакаат и што не ги интересираат историските прашања. Овие последни 100 години ние би биле на наша штета доколку ги разговараме и преговараме. Историската комисија внесе најголем раздор во нашиот општествен хабитус и мислам дека владата ќе мора малку поинаку тоа да го решава. Дали на крај во оваа година ќе ги видиме тие промени и она што се предложи всушност бугарите во преамбулата и комитетот на заедниците, можеби е возможно ако нам во војната во соседството не притиска, ако ние треба да направиме за доброто на оваа држава еднината нешто, да го направиме тоа, но начинот на кој се изгледува не е добар. Но, господин Томсон, нема никаква гаранција дека тоа ќе биде последна барање од Софија. Дури тоа и бугарите го признаваат. Што е, ќе отвориме првото поглавје и повторно никако. Па и тука морам да кажам, согласувам со едно од изјавата на лидерот на опозицијата, дека ние не можеме да бидеме уценувани за се и се што. Нас како држава со волка и капацитети, ресурси, мала поможности, ние не можеме секој 6 месеци да решаваме историски прашања. Ајде дека се затвори еднаш таа политичка билатерала. Се знае што точно, колку и за секогаш да направиме. Не може ние 10 години се баваме со тие прашања. Бавејќи се со овие прашања, ние ги заборавивме проблемите во државата. Во оваа држава не се решени основните проблеми на граѓаните. Здравството, образованието, стандардот, вработувањата. Ние служиме на колонијалистичките големи сили, на нивните големи бизниси, им даваме илјадници работници за мали плати и нам ни е тоа единствено вработување во оваа држава. Луѓето се тепаат да влезат во јавната администрација затоа што тоа е единствениот начин да преживеат и ова масовно заменување од државата не престанува никако. Значи владата нема решение за тоа. Дали поради се ова однесување граѓаните се разочарани од Европската унија и секоја година опаѓа поддршката? Па да, значи не мора не само оваа влада особено, но сите влади. Вие не мора да им ги исполнувате сите желби на Брисел. Че не мора директивите да ги земеме да ги фотокопираме и да кажеме ево ова бара од нас Брисел. Вие со Брисел може да преговарате? Па можеби четвртата точка е нешто што ние не можеме да го исполниме или сме ги исполниле или не треба така. Ние мора да се научиме како држава, како влада, како луѓе да преговараме за нашите интереси и она што е за нас добро. Не треба, таму има илјадници директиви. Не сите се однесуваат на се што можеме ние да покриеме, има таму сектори кои нас не интересираат, но во оние сектори не можеме да ги земеме да ги препишеме да кажеме правиме скрининг. Што правиме скрининг? Фотокопија на едното и на другото. Ние ќе мораме Знаете колку пати имаме скрининг направено до сега? Па имаме, скрининг, твининг, не знам што се поминавме. Мислам дека имаме подобро законодавство него Бугарија, Романија, па и Хрватска пред да почне преговара. Значи не треба мојот став и поента дека не треба слепо да ги извршуваме она што бара Брисел од нас, затоа што Брисел е конгломерат на нешто што е создавано со децении и тешко се менува. Но ние мораме да ги кажуваме и нашите потреби, интереси и желби. Не можеме на наша штета да го правиме. Се разбира, Европската унија е единствениот голем проект во изминатите 5 години кој ги штити малите држави, но треба да се стане член од ЕУ. Но со нашиот пример не изгледа дека е така. Па нашиот пример на нас. Па тешко ни оди со Брисел и мислам дека владата не ги контролира процесите. Владата се мачи, трча по проблемите, не само политичките и сите други, и владата не ги контролира овие процеси. Ова динамика на преговори или на ова што се скринингот што ќе се случува, ќе мора да одговориме во однос на тоа што нам ни треба и што ние може да направиме. Нам ни е потребна и поддршка, нам ни е потребна и памет. Нас демократските процеси не ни се стабилни, државата е стабилна,
Значи ние немаме проблем со безбедноста, но процесите внатре, значи исто демократијата е вечна борба и преговори за подобро. Значи најважното е да не чекаме никакви гаранции од Брисел, туку внатре да си ја реформираме државата. Па и внатре да реформираме државата, се Веќе најдеме реално гаранција не може да добиеме. соработка меѓу главните политички сили. Ајде да се обидиме да направиме да соработуваме. Не може од тој процес ние да бидеме губитници, од преговорите внатрешни, а внатрешната стабилност ќе рефлектира и на односите со Брисел. Вие во Брисел денес се среќавате со германец, утре со француз, заутре со пољак. Вие мора да знаете дека Брисел е збир на различни идеи. Во право си кога вело дека ние не можеме ништо да ви гарантираме, па и тие се минливи таму луѓе со функции, утре денес не може компромисите на наша штета да така. Но нема ни гаранции, не можеме да Еве на претходниот премиер кој политички си замина онака како што си замина, тие што му ветувале, дали го исполнија тоа или готово, заврши таа приказна. Веќе не си на функција ни Могерини, има ни никој. Кој ќе му Невнимателно со државата, со интересите на оваа држава. Оваа држава има корен, оваа држава има памет, има луѓе, но малку не посериозно, малку поинаку да почнеме да работиме, да ја намалиме политичката поларизација, мора да имаме заеднички став за некои важни прашања. Ние цело време, 30 години, решаваме историски прашања. Ние заборавивме дека ние треба да обезбедиме за следниве генерации подобро живење. Так, за крај да ве прашам, има ли надеж за Македонија? Па се надевам дека има. Дали ќе биде подобро, нема да биде лесно, сите ќе мора да се менуваме помалку. Ми фали соработка меѓу политичките партии и општествените сегменти и структури. Не може една политичка партија да работи за доброто на своите 100.000 членови. Значи и после 10 години другите да се надвор, па после они да се, значи ние мораме малку да ги промениме работите. Современите политички партии треба да ги не да ги намалат своите членства, но активноста на политичките партии треба да биде пред, за време и по изборите. Во оној циклус 4 годишен треба да се обрне внимание и на луѓе во институциите кои може да ги водат и институциите, да не се носат луѓе од надвор кои само прават хаос во институциите, особено луѓе кои немаат нити капацитет, нити идеи што да прават на тие места. Така, господин Атанасов, ви благодарам за интервјуто и ви посакувам многу среќа со новото движење. Ви благодарам.